Пиринскиот дел на Македонија со најмала површина од етнографската карта на Македонија по завршувањето на Балканските и на Првата светска војна се наоѓал под бугарска власт. Како рефлексија на отпорано започнатите миграцијски движења и меѓународни договори кои ја озакониле размената на население помеѓу балканските држави, започнало населување на македонски емигранти од деловите на Македонија под српска и грчка власт, што во суштина предизвикало зацврстување на македонскиот етнички елемент на овие простори. Хомогенизирањето на македонскиот народ во Пиринска Македонија создал подобри услови за политичка активност на многу легални и нелегални македонски организации кои на различен начин го актуализирале и поставувале решавањето на македонското прашање. Во Пиринскиот дел на Македонија, автономистичката ВМРО во времето помеѓу двете светски војни создала паралелен систем на власт, а поради вооружените и терористичките методи на дејствување го парализирала функционирањето на останатите македонски организации. Во меѓувоениот период силно било влијанието и на организацијата ВМРО Обединета, како и на приврзаниците на поранешниот раководител на Серскиот револуционерен округ на ВМРО Јане Сандански, така наречените санданисти кои уште од периодот на отоманската власт имале голема поддршка кај македонците од овие краишта. Во вакви политички и општествени услови, Пиринска Македонија под бугарска власт го дочекала почетокот на Втората светска војна. Бугарија се нашла на страна на фашистичките сили и на власт во државата се наоѓала прогермански ориентирана политичка групација, која дозволила нејзината државна територија да послужи како база за напад врз Југославија. Единствена организирана политичка сила која повикала на антифашистичка борба била Бугарската комунистичка партија. Во Пиринска Македонија, бугарските комунисти имале создадено обласен комитет и партиска мрежа кои биле составени исклучиво од македонци по националност. Обласниот комитет на Бугарската комунистичка партија за Пиринска Македонија бил еден од најдобро организираните во државата. Во 1941 година Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија воопшто не се мешал во организацијските работи на обласниот комитет за Пиринска Македонија, кој имал целосно автономен статус во рамките на оваа левичарска бугарска политичка партија. Поволната позиција на комунистите од Пиринска Македонија се огледувала во фактот што раководниот кадар на обласниот комитет бил целосно од македонска националност. Ваквите околности придонеле народно-ослободителното движење во Пиринска Македонија да постигне голема масовност и висок степен на организираност. И додека во другите делови на Бугарија, Бугарската комунистичка партија се уште се двоумела со какви методи на борба ќе се спротивстави на фашистичките сили и режим, македонскиот партизан Иван Козаров од селото Добриниште, Пиринска Македонија, во судир со бугарската полиција на 27 јуни 1941 година ја означил првата организирана вооружена акција против фашизмот на Балканот. По првата вооружена акција во текот на 1941 година дошло до омасовување на вооружената борба на македонскиот народ во Пиринска Македонија. Со своите организаторски способности и авторитет кај македонскиот народ се истакнал Никола Парапунов, кој подоцна станал прв раководител на обласниот комитет на Бугарската комунистичка партија за Пиринска Македонија.
Од страна на воено-политичките раководители во Пиринска Македонија била спроведена акција за собирање на оставеното оружје на одбранбената линија Метаксас во Егејска Македонија под грчка власт. Во Разлошко, веќе од 1941 година биле формирани повеќе партизански групи кои прераснале во одреди. Во 1942 година настанале неколку провали во редовите на партиската организација во Пиринска Македонија, во кој бугарската полиција уапсила или убила повеќемина македонски воено-партиски активисти. Во март и мај 1942 пред воените судови во Софија и Горна Џумаја биле изведени 53 припадници на антифашистичкото движење во Пиринска Македонија, на кои под обвинение за комунистичка дејност само во двата судски процеса им биле изречени 15 смртни пресуди. Како резултат на организаторската работа на Парапунов и на другите воено-партиски раководители, дошло до консолидација на народно-ослободителното движење во Пиринска Македонија, при што во 1942 година биле создадени партизански чети во Разлошко и Горноџумајско. Во 1943 година бугарската полиција и војска започнала жестока офанзива за уништување на партизанските одреди во Пиринска Македонија. Покрај војската и полицијата, бугарската влада се обидела да создаде и контрачети од поранешни припадници на организацијата ВМРО на Иван Михајлов, со што постоела опасност повторно да се активираат македонските меѓусебни ликвидации кои биле карактеристика за меѓувоениот период. Откако пропаднал таквиот план на владата во Софија, таа се обидела да го придобие македонското население на своја страна, со тоа што нудела големи парични награди за фатени или убиени борци на македонските партизански одреди. И покрај ваквите мерки на владата, пролетта и летото 1943 година, вооруженото востание на македонците во Пиринска Македонија кулминирало со создавање на неколку партизански одреди во Горноџумајско и Разлошко. На 1 мај 1943 бил формиран партизанскиот одред Јане Сандански, кој подоцна со зголемувањето на бројот на борците прераснал во бригада. Воената способност на партизанските одреди и групи толку многу се зголемила што тие започнале да извршуваат поголем број вооружени акции како што била успешната операција за ослободување на политички затвореници од логорот кај село Брежани. Зголемениот број на партизански одреди и групи го загрижило и раководството на Бугарската комунистичка партија, која сметала дека во Бугарија треба да се води само борба за промена на власта, а вооружената борба да се протежира само како средство за принудување на фашистичката власт за да се повлече. Затоа, раководството на бугарските комунисти кон крајот на 1943 со писмо го известило областниот раководител Никола Парапунов дека тежиштето не треба да се стави само на вооружената борба, но и на другите форми на антифашистички отпор. Таквото барање уште еднаш ги извадило на површина нејасните ставови и тактизирањето на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија со карактерот на македонското прашање. На 9 декември 1943 година под неразјаснети околности загинал Никола Парапунов, со што народно-ослободителното движење во Пиринска Македонија претрпело голема загуба. Во 1944 година на територијата на Пиринска Македонија действувале повеќе партизански одреди. Разлошкиот партизански одред Никола Парапунов, Горноџумајскиот одред Никола Калапчиев, Светиврачкиот одред Јане Сандански, Петричкиот одред Антон Попов и Неврокопскиот партизански одред Анешти Узунов. Во август 1944 Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија испратил окружно писмо во кое фактички се најавувало големото народно востание во Бугарија и промената на власт. Пред државниот преврат во Бугарија, македонските партизански одреди ја држале под контрола целата територија на Пиринска Македонија, освен поголемите градски центри. На 9 септември 1944 година фашистичката власт во Бугарија била сменета, а на нејзино место дошол Отечествениот фронт на Бугарија, со што се создале поволни услови за решавањето на статусот на Пиринска Македонија.
Фактот што на 2 август 1944 година била создадена Федералната македонска држава во рамките на Југославија, уште повеќе ја подгревало надежта дека македонците од Пиринска Македонија се наоѓаат на прагот на слободата. Се поизразени биле тенденциите за присоединување на Пиринска Македонија кон Народна република Македонија, односно Југославија. На 15 септември 1944 во Горна Џумаја пристигнала делегација од Југославија, предводена од Светозар Вукмановиќ Темпо, во која биле вклучени и командантот на Генералштабот на Народно-ослободителната војска на Македонија Михајло Апостолски и Бане Андреев. На средбата со членовите на окружниот комитет на Бугарската комунистичка партија, македонските делегати го поставиле прашањето за присоединување на Пиринска Македонија кон Народна република Македонија. На 24 септември делегацијата на која се приклучил и Лазар Колишевски пристигнала во Софија и ги продолжила разговорите со раководството на Бугарската комунистичка партија за интегрално решавање на македонското прашање. На 2 ноември 1944 Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија испратил писмо до југословенскиот председател Јосип Броз Тито, во кое што го признал правото за обединување на македонскиот народ во една заедничка држава и го признал постоењето на македонскиот национален идентитет на населението во Пиринска Македонија. Тоа фактички го означувало периодот на почетокот на културната и националната автономија на македонците во Пиринска Македонија. Тенденциите и стремежите за обединување на македонците од Пиринска Македонија со Народна република Македонија дошле до израз на второто заседание на АСНО 28 до 30 декември 1944 година, каде имало делегати и од овој дел од Македонија. Атанас Атанасовски, од името на македонскиот народ од Пиринска Македонија, изјавува: Идејќи од Пиринска Македонија, како народен представител, ви носам топли поздрави од нашите браќа. Целиот македонски народ од Пиринска Македонија сака што поскоро да дојде оној блажен час кога ќе се соединиме со нашите браќа во Македонија, во Титова демократска федеративна Југославија и да работиме со сите своји сили за изградувањето на слободна, обединета Македонија. Бугарскиот комунистички државен раководител Георги Димитров, инаку со македонско потекло, имал голема улога во обидите за правилно решавање на статусот на Пиринска Македонија. Во дискусијата на 10-тиот проширен пленум на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија, што бил одржан во Софија на 9 август 1946, меѓу другото тој истакнал: често се испушта од вид дека основниот дел на македонскиот народ е веќе организиран државно и национално во рамките на Федеративна Народна република Југославија како Народна република Македонија. Врз основа на таа република предстои обединување на другите делови на македонскиот народ, посебно на Македонија од сегашниот Пирински крај, преку сојузниот договор меѓу Југославија и Бугарија. Како еден од најзначајните настани во 1946 година, што ја манифестирал културната автономија на македонците од Пиринска Македонија, било пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев од Софија во главниот град на Народна република Македонија, Скопје. По тој повод, од страна на бугарската власт, биле организирани големи народни манифестации и собранија од Софија во Горна Џумаја до македонската граница и градот Струмица во Народна република Македонија. Еве што пишува за значењето на префрлувањето на моштите на Гоце Делчев во Народна република Македонија, македонскиот револуционер Христо Калајџиев. Тргнувајќи од таа неопходност
македонската влада изрази барање и Националниот комитет на Сојузот на македонските братства во Бугарија се согласи останките на Гоце да бидат пренесени во Скопје. По тој повод, Националниот комитет организира поклонение на неговите останки во Македонскиот дом и големо јавно собрание кое ќе се објави дополнително. Со тоа, Националниот комитет сака да им даде можност на македонските патриоти и на сите демократи во Бугарија да ги изразат своите симпатии кон Гоце и кон македонскиот народ. Кон крајот на 1946 како резултат на подобрените југословенско-бугарски односи, македонскиот народ во Пиринска Македонија можел слободно да ја декларира својата национална припадност на предстојниот попис во Бугарија. Иако за изјаснувањето на македонците не била оставена посебна графа, областниот комитет на Бугарската комунистичка партија извршил притисок врз централното раководство да ја наложи потребата, барем во Пиринска Македонија, да има еден документ кој треба да ја изрази утврдената политика на новата бугарска власт по македонското прашање. Така, во весникот Пиринско дело излегол проглас на областниот комитет на Отечествениот фронт до жителите во Пиринска Македонија, во кој меѓу другото стоело: започна пописот на населението во Отечествено-фронтовска Бугарија. За прв пат при пописот на жителите во Бугарија заедно со другите народности се признава и правото на македонците да се пишуваат како македонци. Признавањето на правото на македонскиот народ на национален живот е голема победа на правилната национална политика на Отечествениот фронт, а и на нејзината народна власт. На македонците од Горноџумајската област им се даваат сите права и слободи да ја изразуваат слободно и непринудено својата волја при пописот и регистрацијата, својата националност спрема своите разбирања и чувства. Согласно неофицијалните податоци од првиот повоен попис на населението во Бугарија, во Пиринска Македонија имало 206.814 жители, од кои 90,73% по националност биле македонци, односно 187.680. Ваквиот факт јасно ја изразувал цврстата македонска национална свест кај македонците во Пиринска Македонија и нивниот стремеж за интегрално решавање на македонското прашање. Во 1947 година се почести биле југословенско-бугарските средби на највисоко ниво, кои требало да го забрзаат создавањето на федерација меѓу двете држави, при што директно или индиректно се споменувало и прашањето за статусот на Пиринска Македонија. Од 30 јули до 1 август 1947 година биле водени преговори меѓу двете држави во Блед, Југославија, при што биле подпишани неколку протоколи и договори за пријателство, соработка и взаемна помош, а се очекувало да се зборува и за статусот на Пиринска Македонија. Како единствен македонец кој бил присутен на овие разговори бил Лазар Колишевски. За жал, за прашањето за обединување на Пиринска Македонија со Народна република Македонија многу малку се зборувало, бидејќи поголем акцент бил ставен на подготвувањето на основите за создавање на заедничка Јужнословенска федерација, додека прашањето за Македонија било ставено во втор план. Во поглед на тоа прашање, се сугерирало да продолжат активностите за подигнување на националната свест кај македонците во Пиринска Македонија, како и кај македонските емигранти во Бугарија. Георги Димитров се плашел да не го навлече гневот на бугарската опозиција при евентуалното присоединување на Пиринска Македонија кон Народна република Македонија, додека југословенскиот председател го жртвувал македонското прашање во Пиринска Македонија за сметка на евентуалното склучување на договор за создавање на една заедничка Југословенска федерација.
Тежненијата на македонците во Пиринска Македонија за своја културна и национална афирмација имале свој израз и во некои други форми. Во Горна Џумаја, во април 1947 била отворена и првата македонска книжарница. За прв пат во историјата на овој дел на Македонија можело да се прочита книга на македонски јазик. На 7 ноември 1947 година, во присуство на високи представници на Народна република Македонија и представници на бугарската власт и на југословенската делегација во Софија, бил отворен обласниот македонски народен театар во Горна Џумаја. Премиерната представа била пиесата на Антон Панов «Печалбари». Во изведбата на представата учествувале и членовите на Македонскиот народен театар од Скопје, Тодорче Николовски и Петре Прличко. Отворањето на театарот со воодушевување бил прифатен од македонците во Пиринска Македонија, кои тоа го сметале како еден од важните чекори за обединување со своите сонародници од Народна република Македонија. Културно-националната автономија на македонците во Пиринска Македонија била збогатена и со одлуката за доаѓање на наставно-просветен кадар од Народна република Македонија. Македонските учители биле распределени во сите поголеми и помали места во Пиринска Македонија, каде наставата се изведувала на македонски јазик. Македонските ученици во Пиринска Македонија за прв пат во историјата слушале настава на македонски јазик и изучувале македонска историја. Присуството на учителскиот кадар од Народна република Македонија го зацврстило македонското национално чувство кај учениците од Пиринска Македонија. Затоа придонесувале и мерките што бугарската власт ги носела во поглед на третирањето на македонската историја во учебниците. Така, согласно решенијата и одлуките на бугарските просветни власти, во учебниците по историја биле променети сите оние места, настани и личности кои дотогаш бугарската историографија ги прикажувало во бугарски национален дух. Македонските ученици за прв пат слободно можеле да слушнат од нивните учители дека постоеле македонски словени во средновековието, дека Самоиловото царство не е бугарско царство и дека основачите на македонската револуционерна организација се македонци по националност. Со тоа за прв и последен пат бугарската држава ја призна етногенезата на македонскиот народ како посебна од таа на бугарскиот народ. За изучувањето на македонскиот литературен јазик биле организирани и посебни курсеви во голем број населени места во Пиринска Македонија. За ширењето на македонската култура во Пиринска Македонија придонела и турнејата на писатели, членови на Друштвото на писатели на Народна република Македонија во април 1948 година, при што свое учество зеле писателите Димитар Митрев, Иван Точко, Славко Јаневски, Ванчо Николевски, Гого Ивановски и Лазо Каровски. За збогатување на културно-националната автономија на македонците во Пиринска Македонија голема улога имале и печатените медиуми, кои на своите страници објавувале статии за статусот на македонците и за суштината и карактерот на македонското прашање. Од весниците кои најчесто објавувале статии на македонски теми се истакнува весникот Работническо дело, Отечествен фронт и посебно оние весници и списанија што ги издавала македонската емиграција во Софија, како што бил весникот Македонско знаме, Доброволец, Македонска мисла, како и органот на обласниот комитет на Отечествениот фронт Пиринско дело, што излегувало во Горна Џумаја. Културно-националната автономија на македонците во Пиринска Македонија траела до јуни 1948 година, кога била донесена резолуцијата на Информбирото за состојбите во Југославија. На страната на резолуцијата на Информбирото застанала и Бугарија, која се придружила на нападите на СССР и на другите источно-комунистички држави кон Југославија. Бугарските воено-политички раководители веднаш се вратиле на старите позиции во поглед на македонското прашање. Народна република Македонија била обвината од нивна страна дека води шовинистичка политика кон Бугарија и дека бара отцепување на делови од бугарската државна територија. Георги Димитров во 1949 година починал, со што заминал и еден од последните државни раководители во Бугарија кој имал правилни ставови кон решавањето на македонското прашање. Желбата на македонците во Пиринска Македонија за присоединување на Народна република Македонија не се оствариле. Но нивната желба и стремеж за создавање на сопствена држава, како и цврстата македонска национална свест, не била поколебана во годините што доаѓаат. Бугарската пропаганда
и притисокот на бугарските власти не успеале да ги уништат белезите на македонската национална посебност на македонците во Пиринска Македонија, кои постојат и до ден денес.